Благодарам председателя, почитуван министер, почитувани присутни, драги колеги. Ја ќе се обидам да бидам што е можда по-конкретен по однос на овој закон. Имаше интересни дискусии каде што колегите основано укажа на некои забелешки, на некои прашања кои што навистина треба да се разгледаат и да се разјаснат. Иначе вака од прв момент, како што сакаат представниците на власта да го укажат, станува збор за усогласување со Европска унија, па директива, окей, сите сме за. Станува збор за најголем дел измени кои што значат дигитализација на работењето на една институција, која што исто така сме за, и ја лично сум стоел секогаш и тврдам дека дигитализацијата на процесите не само за што доведува до подобра контрола на самите процеси, туку ја зголемува ефикасноста и начелно би требале сите да бидеме за. Она што кај мене има резерва е првото што станува збор за извршна власт предводена од СДСМ и ДУИ. И до сега имавме ние 6 години каде што се изнагледавме двојни стандарди, каде што се видовме лоши тендери, каде што се видовме лоши постапки, каде што се видовме многу злоупотреби и каде што и најдобрата намера се сведе на личен или партиски интерес, на богатење на поединци, на штета на граѓаните и институциите. Ние се изнагледавме на многу примери каде што структурите на институциите наместо и капацитетите наместо се зголемуваат, зајакнуваат, прошируваат, се случуваше обратен процес, кај што тие се уназадува и ова не е само мое лично мислење, не е мислење само на ВМРО, ДПМН и опозицијата, во голем број на извештаите од Европска унија е истата констатација, која ќе дојде на ред на истата оваа комисија, она што навистина треба да гледаме, тоа е извештај за Европска унија, тоа истото и ќе го констатираме, дали по кластер, поглавје, како што и сакате. Иначе, видовме многу дискусии дека ние правиме сега не знам каков процес на дигитализација, во суштина ние спроведуваме еден проект на ДМС, едно што го имаат било кој што работи со електронска архива, може самиот да го види и од таму доаѓа или го следиме документот или го следиме процесот. Не е тоа нешто големо. Дефинираме метаполиња и доколку имаме здрави издржани органи, многу лесно се контролира и можеме да добиеме добри резултати. Претпоставувам дека една од иницијалните мерки е она што го добивме во образлагањето на почитуваниот заменик министер и кој имавме расправата на буџетот, каде што се темелеше на зајакнување на капацитетите на институциите и имплементирање на многу софтверски решенија, како што беше тогаш кажано, кои што ќе допринесат да го имаме оној мегаломански буџет од 5,3 милиарди евра и верувам дека ова е најавено или би требало да биде едно решение кое што ќе доведе до таква зголемена мегаломанска ефикасност и кое што ќе може да ги реши сите проблеми на граѓаните кои што се таложат секој ден. Претпоставувам дека беше гаф на директорката каде што кажа дека нема финансиски импликации, затоа и прашав дали ова делот од Светска банка и од Европска унија 25 милиони во ред, можеби нема, ако се вие на тоа уверени, но сепак другите работи укажуваат дека и како ќе има. Имаме унапредување, уназадување и така натаму, нема да влегувам во понатамошна дискусија, но она што ми беше мене поентата, каква ќе биде рефлексијата и она што очекував да го слушнам не толку од извршната власт представникот, околку директорката. Што ќе добиеме ние со овој систем и со овие измени? Патем кажам, 6 месеци ќе ни треба усогласување со другите законски регулативи и подзаконски акти, така беше кажано до ова што го слушнав кај вас, 6 месеци додека трече целиот процес, додека не биде полно ефикасен системот. Дали и колку ќе ни се зголеми ефикасноста на работењето први на институцијата што имаме? Не добивме одговор колкав процент на сивата економија ќе биде намалено, она што не боли, рак рана на ова општество. Милиарди се во прашања кои што ни бегаат без никаква контрола. Не добивме одговор, например, да видиме колкав износ во апсолутна вредност дополнителна наплата ќе добиеме. Она што го чекаме, тој буџет мегаломански, третина е, мислам, некаде што влегува преку институцијата, што ќе допринесе овој систем. Веќе толку го фалиме. Да менуваме толку закони. И конечно, кога ќе биде тоа оперативен? Ако веќе 6 месеци ни треба само за постапки за усогласување административни, вака најпросто го правиме. Во истиот период, претпоставувам, имаме тело кој што се предвидува исто со законот, кај што го кажува директорката дека ќе биде формирана посебна комисија, пазете, морам да цитирам, се додаваат 2 нови члена за даночен информационен систем ДИС, тој е дел од интегрираниот информацијски систем,
И директорот на УЈП, значи негово ексклузивно право е, формира работно тело за имплементација на овој систем. И сега гледайте, има задача за имплементација, надградба, оптимизација, извршување, регулирање, одржување, контрола, едукација на кадар и анализа на сите процеси и функционалности поврзани со ДИС. Вака на прв момент, убаво звучи на вокабулар широк, но ако навлеземе малку подлабоко и ако проверив пред комисијата, нема време да испечатам, отворете систематизацијата и правилникот за работни места во управата за јавни приходи, да видиме колку од местата што се предвидени со овие задачи на 20 заменици, 4 координатори дури и најмалку 8, односно најмногу 8 членови, се поклопуваат со работните обврски, описот на работни места во некој од систематизацијата. Така, тоа е прва работа. Бидејќи моето прашање беше, ако веќе правиме едно тело за овие работи што ги набројав, тоа не е само за имплементација. Имаме систем, имаме проект кој што го финансираме, имаме дефинирана рамка, овие луѓе ќе бидат задолжени како проект менаџери од јануари до март истиот да го имплементираат во институцијата. Во ред. Они вршат технички помагалја, го одбираат кадарот, дефинираат контролни точки, чекаат целоисходност од проектот, ги мерат резултатите. Во ред. Ама овдека е наредено се и сешто. Што значи дека ќе трае ова многу подолг период. Првото логично прашање што ми беше, зошто веќе толку е важно ова тело? Што ќе се плаќа плюс од некои други што се веќе дефинирани и вработени што треба го работат тоа. Ако е веќе така, зошто едноставно не го предвидовте со измена на систематизацијата? Просто. Бидејќи се случува токму што го велиме тука. Те ќе бидат плюс пратени врз база на субјективизам, што ќе трае долго време и не знаеме што ќе биде мерливо, бидејќи не добивме во експозето, односно во презентацијата на законските измени, што всушност ние очекуваме. Вакав мерливо да можеме после период X, истите ние на оваа комисија тука да седиме и да споредиме. Толку пари, толку време, толку енергија, толку измени, ова го добивме, задоволни си или незадоволни. Не од аспект толку на критика на конкретното законско решение, туку на сите оние што следат. Бидејќи нема да биде ова изолиран случај. Она што загрижува сега, дека од овој случај може да произлезат и други консеквенции. Онаа битка што ја рековме со инфлацијата и со платите. На други дискусии кои имавме и за буџетот, и за економските теми, и веќе гледаме дека тоа ќе се преслика како патерн, како шаблон, како една појава што ќе метастазира и по другите институции. Кога ќе почне да го кршите стандардот, тоа нема назад. Почнате во една институција, сега овдека повторно субјективно право даваме од 30 до 60%, повторно имаме двоен стандард, каде што ќе може како субјективно ексклузивно право на овој да се даде, на овој да не се даде, и пазете сега. Тоа е пропратено, не е само морков, туку има и стап. Драстично ги намалуваме, односно, стануваме со поригидни мерки за казнување и за намалување на работните места. Ова е само моје видување како практично би течел самиот процес. Гледајте сега. Правиме измена, каде што за раководител на јавен сектор во институцијата нема потреба од работно искуство. Си наоѓаме некое убаво дете во штаб, века јас сакам да бидам шеф или раководител, века, ево го, стои. И има измени. Ќе ви го кажам. Ќе ви го доставам после. Тоа е едното. Од друга страна, истовремено, правиме измени со кои што, еве член 21 ќе го земеме конкретно, се пропишува отпуштање без отказен рок за неоправдано изостанување и меѓу другите критериуми. 5 дена во текот на годината и непридржување кон прописи за здравствена заштита, заштита при работа и слични прописи. Дали не е тоа за вас драконски? Се предвидува дисциплинска постапка кај што може да се спушти едно место подоле. И исто така што може да направи сериозен проблем. Наше е да укажеме, вие можете да спомнувате што сакате. Но, шаблонот овој ќе се рефлектира за кратко време во други институции. Притисокот ќе расте. Дали како потреба озголемување на платите, или пак вакво субјективно толкување и двојни стандарди при работата на самите институции. Затоа ние велиме дека сме резервирани, затоа велиме дека имаме оправдан страв на деструктурирање или разградување на уште една институција
И затоа велиме дека се ставаат елементи за кои што ние имаме резерва, или јас лично, кои што можат да донесат повеќе штета отколку корист во самата работа на институцијата. Така да, вака пакувањето е добро, да видиме имплементацијата што ќе се случува и на крајот какви консеквенции ќе имаме. Се надевам дека ќе имаме доволно податоци за некој период да можеме да споредиме. Благодарам.